11-ката веќе ја ставив, како што кажавме, ми останува 3 по 2 по 2, тоа е 12 и ќе оди после 11. Имаме 7 по 8 по 9 по 10 по 11 по 12, односно 2, 4, 6 броеви. Значи, бројот 665.280 е број кој што, како што кажавме, може да се запише како производ од 6 последователни броеви, значи овој е бараниот број. Па цифрите само да се навртам да видам како ги добивме. А е 5, а Б е еднакво на, каде беше, 0. Во останатиот случај овде, кој ќе го разложуваме на прости множители, ќе добиеме дека не може да се запише, како за да не го разложувам сега. Кажете, ако има потреба, ќе го направиме и тоа. Дали да го разложуваме, да видиме до каде ќе стигнеме, или само да запишеме, па вие да си го испробате дома. Дечки? Дали се слушаме? Да разложуваме? Ајде. Ја поместам тогаш задачата, наредната. Ајде да разложуваме. Наставничка, може да се вратите на претходната задача да направам скриншот? Ќе ви ги вратам на крајот и двете, но оваа задача конкретно. Да. За ова? Да го решиме и ова, па ќе се навратам, ќе ви оставам за ги и двете да ги сликнете, не се секирите. Значи имаме 669.285, само малку, да го ископираме и ова. Бидејќи некој ученик кажа дека 669.285. Го разложуваме на прости множители. Е сега. Ајде, може би некој сака еве сега да ми помогне на мене со разложувањето. Со кој број може да се подели овој број? Со 5. Што завршува на петка, значи може да го поделиме со 5. Добиваме 133.857. Јас сега користам Дигитрон заради тоа што нели побрзо да решиме. Меѓутоа на таму конкретно зборуваме за на надпреварите, вие ќе мора да делите настрана сите, значи ќе мора рачно сето тоа да го направите. Понатаму имаме 133.857. Овој број не се дели. Како? Со 7? Зошто со 7? Зошто со 7 би се поделил? Да, тоа што завршува на 7? 3. Не, ајде да пробаме дали се дели со 3. За да се дели со 3 треба да биде збирот на цифрите, треба да биде делив со 3. 1 и 3 е 4, 4 и 3 е 7, 7 и 8 е 15, и 5 е 20, и 7 е 27. 27 се дели со 3, што значи дека и целиот овој број ќе се дели со 3. Признак ученикот, ученичката, не знам, тој што се јави, да каже дека се дели со 7, признак за 7 немаме. Значи, без разлика што завршува на 7, тоа не ни е знак дека даден број се дели со 7, значи имаме признак за 2, имаме признак за 5, за 4, за 3, за 9, меѓутоа признак за 7 немаме. И за 8 имаме, меѓутоа најретко се користи, ајде така да кажем. Што значи дека кога ќе го поделиме со 3 овој број, добиваме 44.619. Пак пробуваме да го поделиме, бидејќи завршува на 9, значи не се дели со 2, не се дели со 4, не се дели со 5, значи пак пробуваме да го поделиме со 3. Збирот на цифрите е делив со 3, да не се повторуваме, добиваме 14.000
873, само секунда, лошо го запишав, 14.873. Сега да видиме и овој број дали ќе се дели со 3, меѓутоа не се дели со 3, 14.873 не се дели со 2, не се дели со 5, значи тука со 3 не се дели, бидејќи 1 и 4 е 5, 5 и 8 е 13, 23 е број кој што не се дели со 3, значи не можеме да го поделиме со 3, не можеме да го поделиме со 2, не можеме да го поделиме со 5, не можеме да го поделиме со 4, евентуално еве со 7 исто така не може да се подели, што значи дека би се поделил со некој многу поголем број од едноцифрен број. Што значи дека натаму и со пробување и да пробаме не би се запишал како производ на последователни природни броеви. Значи ги имаме 5, 3, 3 и понатаму, еве до овде конкретно, заглавуваме. Може би се поделил со некој двоцифрен број, со пробување би го откриле кој е тој двоцифрен број, меѓутоа понатаму, еве како што кажав, не можеме да моментално да продолжиме. Значи не можеме да го, јас вака се запишам овде. Јас ќе вака ги стиснам. Оваа можност ја исклучуваме, бидејќи не може да се добие како производ од последователни природни броеви. Што би се добил како производ од некои броеви, меѓутоа тие броеви не би биле последователни, односно не би биле броеви кои што се еден до друг. Дали е јасно? Сега зошто ова вака испадна, не знам. Ајде се потрудиме да го вратиме. Да направиме скриншот? Да, само секунда да го вратам ова, да го избришам, бидејќи не се гледа добро. Еве вака. Природни бр ќе ставам само вака. Само секунда да го намалам. Еве ја првата страна. Можете да ја сликнете неја. Кога ќе завршите, ќе ви ја ставам и втората страна. Добро. Дали се сите готови? Да. Да, во ред. Да. Еве втората. Ова можем и да ви ја зголемо. Вака. Наставнички, што би можело ако 44.619 да го поделиме со 6? Ајде да видиме. Тоа не го испробавме. Ама штом не се дели со 2, не се дели ни со 6. Признак за 6 немаме, меѓутоа, ако даден број се дели со 2 и со 3 се дели и со 6, значи овој не се дели ни со 2 ни со 3, значи не се дели ни со 6. Зборот ми е дека не може да се запише како производ на последователни природни броеви. Значи тој може би се дели, да речеме со 20, со некој прост број, 23 се извинувам, со 17, со 19. Ние со пробување можеме да откриеме како може да се, односно со како производ од кои броеви може да се добие. Меѓутоа нема да добиеме, односно нема да бидат тие последователни природни броеви. Не може да ги ускладиме да бидат како претходниот случај со комбинирање. Еве јас во меѓувреме додека правите вие скриншот делам да видам со некој од овие броеви дали ќе се подели, меѓутоа Последна ли страна е? да. Дали сме готови тука? Другото што сакав да ви го кажам, значи ние признаците зошто ги вклучуваме овде? Заради тоа што прво бараме дали се дели со 2, па дали се дели со 3, па дали се дели можеби со 4.
дали се дели со 5, па продолжуваме, нели, може и со 9, со 7, со 8. Кога веќе не добиваме такво нешто, тоа значи дека мора да се дели со некој прост број. Зошто? Заради тоа што сите сложени броеви може да се запишат како производ од некој од овие, од 2, од 3, од 5, од 7 и слично. Штом не може да се запише како производ од овие броеви, тогаш значи дека се е всушност прост број. Заради таа причина овде колку и да испробуваме, тоа може би ќе биде некој трицифрен број, па ќе губиме само време. Ако сте завршиле тука, мислам дека можеме да продолжиме на следната задача. Има ли потреба да зголемам или е доволно вака? Наставничке, од прошлата задача тој првиот број уместо 5 да го поделевме со 3. Каде? Ајде да видам. Може? Тој 669.000. Не, да, под неа. Ајде. Овде? Да, тој првиот број со 3. Без разлика. Значи го делиме со 3, пак ќе го поделиме со 3, пак ќе го поделиме со 5. Не е битно со кој прв број ќе почнеме. Воопшто не е битно. Значи дали ќе почнеме со 3, дали ќе почнеме со 5. Не е битно. Овие се тие броеви со кои што нели се дели овој број како едноцифрен изборувам. А понатаму останатите ги откривам. Јас ќе се потрудам да го поделам, па наредниот час ќе ви кажам дали може воопшто и да се запише како производ од друг некој број. Може ли така? Не е битен распоредот, тоа сакав да кажам. Дали треба да зголемам, да гледате подобро или е доволно вака? Малку зголемите. Малку, ајде, еве вака, ќе го на 14 ќе го ставиме. Следната задача, Софија сече картон во облик на квадрат под должина. Прво сече 1/6 од картонот, потоа 1/5 од останатиот дел, па 1/4 од новиот преостанат дел и на крај 1/3 од преостанатиот дел. Колков дел од дадениот картон останал? На крајот по сите овие сечења. Прво треба да забележиме дека имаме прво, второ, трето и четврто сечење на картонот. И другото што треба да го запазиме во оваа ситуација е дека вели прво сече 1/6 од картонот, потоа 1/5 од преостанатиот дел од картонот, па 1/4 од новиот преостанат дел и на крај 1/3 од преостанатиот дел пак. Значи не сечеме цело време од истиот картон, туку сечеме од еден картон, па потоа од преостанатиот дел уште сечеме и така натаму. На крај треба да добиеме колков дел од дадениот картон останал. Дали некој има некоја идеја како да почнеме, сака да почне или да почнувам јас? Немаме никој доброволец? Добро, ајде ќе почнем јас. Вели сече картон во облик, и тоа треба да забележиме, значи во облик на квадрат. Имаме прво сече 1/6 од картонот. Имаме прво сечење, значи по првото сечење. По првото сечење, колку имаме исечено? Што вели? 1/6. 1/6 е исечено. Ако 1/6 е исечено, колку е останато? 5/6. 5/6. Така. 5/6. Значи 5/6 е останато. Сега имаме второ сечење. По второто сечење. Вели, потоа 1/5 од останатиот дел. Сега, како ќе го запишеме ово? 1/5. Ајде слободно. 1/5 од 5/6. Така, 1/5 од 5/6. Односно од останатиот дел. Колку ќе биде тоа? 1/6.
една шестина повторно, доколку скратиме 5 со 5 или и да множиме 1 по 5, 5 врз 30, кратиме со 5 повторно, добиваме една шестина. Сега добиваме дека, по второто сечење, една шестина е исечено од преостанатиот дел. Колку ќе биде останато? 4 шестини. 4 шестини. Како 4 шестини? Ајде размислете малку. Значи, сечеме една петина од 5 шестини и добиваме дека една шестина е исечено. Значи, една петина од 5 шестини сечеме, остануваат. Ако исечеме една петина, остануваат 4 петини. Ама не од целиот дел, туку од остатокот, односно од 5 шестини од картонот. Повторно тука 5 со 5 кратиме, добиваме 4 шестини, односно и тоа го кратиме со 2, добиваме 2 третини. Сега имаме останато 2 третини. Дали е јасно? Значи, една петина од останатиот дел имаме исечено. Штом имаме една петина исечено, 4 петини од останатиот дел остануваат неисечени, ама од останатиот дел, не од целиот картон. Понатаму имаме по третото сечење. Новиот преостанат дел. Тоа е овој. Значи, тоа ќе го запишеме како? Една четвртина од новиот останат дел ќе биде една четвртина од останатиот дел е 2 третини. Ова, кога ќе скратиме, добиваме пак една шестина исечена. Сега прашањето е колку имаме останато. Ако една четвртина од останатото сме исекле, остануваат 3 четвртини што не се исечени, меѓутоа од останатиот дел, тоа е 2 третини, овде добиваме 2 четвртини, односно 1 половина. Или остатокот е 1 половина останато. Сега имаме уште едно сечење по четвртото сечење. Вели на крај, само да најдам, и на крај една третина од преостанатиот дел. Значи имаме една третина од овој преостанат дел, тоа е од 1 половина, што е една шестина исечено. Штом е една третина исечено, 2 третини остануваат неисечени, од преостанатиот дел, тоа е 1 половина, добиваме 1 третина останато. Сега вели колкав дел од дадениот картон останал, зборуваме на крајот. Значи останало 1 третина од картонот. Дали е јасно? Дали може би некој има некоја праша? Да. А не може само во шестини и на крај само се скрате? Да се пресметуват во шестините. Тако? Нели може да се пресметуват во шестини и на крај само се скрате? Може, меѓутоа на нас ни треба во секој дел колку ни е останато. Значи ние имаме тука исечена една шестина, меѓутоа таа шестина ја добиваме од остатокот. Ми треба остатокот. Дали се разбираме? Значи јас имам исечена една шестина, меѓутоа колку ми има останато, бидејќи нема цело време останато 5 шестини. Тоа е во по првото сечење, по второто е 2 третини, по третото 1 половина и на крајот 1 третина. И на крајот добиваме дека кога ќе ги собереме сите, нормално дека оно што останува е резултат на претходното сечење. Кликнете, задачата е готова. Доколку некој има некое прашање, слободно може да праша. Доколку немаме прашања, можеме да продолжиме на
следната задача. Дали сме готови, деца? Да, во ред. Одиме понатаму. Наставнички, забравяй да направим скриншот. Ајде, јас реков, готови сме, можете да правите скриншот. Ајде. Еве, ја враќам задачата. Готово. Во ред. Сега почнуваме, овие се веќе задачи од номерот број 3. Го имате бројчето пред секоја задача, доколку ги имате, еве, можеби нумерусите или решавате во училиште, да знаете дека сте ја решиле, односно дека сме почнале од тој нумерус, вели вака. Во месецот јануари од некоја година има 5 среди и 5 петоци, во кој ден од седмицата е 24 февруари. Значи, во месец јануари од некоја година има 5 среди и 5 петоци, во кој ден од седмицата е 24 февруари. Дали некој можеби, ова не е тешка задача, можеби некој ќе сака да се вклучи, да даде негово размислување и да ја решиме. Никој или нема? Наставнички, ќе можеме да собираме 5 недели и така ќе го најдеме денот. Како да собираме 5 недели? Ама не значи дека ќе почне на тој ден и плюс нема по 5 недели во секој месец. Да. Ајде да видиме вака. Еве, јас ќе ве насочам малку. Во месец јануари колку денови имаме? 31. Во ред, ајде вака. Во месец ќе почнеме. Јануари. 31 ден. Колку се тоа недели? Цели недели? 4. Добро. Што значи? Имаме 4 полни недели и колку остануваат денови? 4 полни, една недела е 7 дена, 4 полни недели 3 дена. 28, така, значи остануваат уште 3 дена. Сега. Како тоа да го направиме за да месецот има 5 среди и 5 петоци? Кога треба да биде 1 јануари? Во среда? Така. Значи, ако почне во среда, ќе заврши во среда, односно ќе заврши во петок и при тоа би имале, почнувајќи од среда една среда, завршувајќи во петок, бидејќи има 4 полни недели и уште 3 дена, значи ќе имаме и 5 среди и 5 петоци и воедно и 5 четвртоци, меѓутоа тоа моментално не ни се бара. Значи имаме 4 полни недели и остануваат 3 дена, па за да месецот, ќе го запишеме ова, месецот има 5 среди и 5 петоци, мора 1 јануари да е во среда. Значи, започнува 1 јануари во среда, а завршува месецот во петокот. Сега, штом тогаш, ајде вака, ќе напишеме тогаш месецот јануари ќе заврши во петок, па 1 февруари ќе биде во сабота.
Затоа, ајде да видиме, 24 февруари ќе биде кој ден? Во? Дали во вторник? Ајде пребројте или на некој поедноставен начин, побрз начин. Дваесет февруари ќе биде во понеделник. Во понеделник. Како преброј? Епа, Од 1 до 24 или го скрати број? не, го помножив оваква, а за 3 недели, ако сабота, пак ќе биде сабота, и потоа си додадов уште 3 дена и дојдов до решение дека е понеделник. Добро, значи 1 февруари е сабота, па 8 февруари е сабота и така натаму и добиваме дека со пребројување, како што кажам, наредниот ќе биде 22 сабота, значи недела 23 и 24 февруари ќе биде во понеделник. И да не скратувате и да броите, пак ќе дојдете до решението, сепак не е кратка задача, само треба добро да размислиме од каде би почнал 1 јануари за да дојдеме до прво 5 среди, 5 петоци, а потоа и да откриеме за кој датум, односно кој ден е на датумот 24 февруари. Можете и со календар да се исцртате, значи овде имате различни начини за да ја решите задачата. Некој буквално со пребројување би ја реши. Дали е јасно, можете да си направите скриншот и може да продолжиме на следната задача. Ова е доста кратка. Дали сме готови? Направивме ли скриншот? Да. Ајде, одиме на следната. Уште една барем да решиме. Исклучете ги микрофоните ако не се вклучите за решавање. Пак ќе зборувам овде бидејќи. Исклучете ги микрофоните, ве слушаме, кој зборува. Следната задача вели, дали постои природен број, така што помножен со секој од броевите 2024 и 2025 дава полн квадрат на природен број и образложи го својот одговор. Ајде да видиме овде како ќе се снајдеме. Дали може би некој има некоја идеја? Ајде прво да ги погледнеме броевите. 2024 и 2025 треба да видиме дали доколку го помножиме овој број со полн квадрат, овие два броја, во ствари со еден ист број, дали ќе даваат полн квадрат на природен број. Првото што ќе го направиме, ќе ги разложиме на прости множители овие два броеви. Ќе почнеме јас прво со 2024. Да видиме прво дали овој број може да се запише прво како полн квадрат, ако некои броеви му фалат и така натаму, значи 2024. Овој број се дели, бидејќи е парен, се дели со 2. Кога ќе го поделиме со 2, добиваме 1012. Пак е парен број, пак можеме да го поделиме со 2, добиваме 506. Пак можеме да го поделиме со 2, добиваме 253. Сега не можеме да го поделиме со 2, не можеме да го поделиме со 5, не можеме да го поделиме со 3, бидејќи збирот е 10, меѓутоа може да се подели со 11. Кога ќе се подели со 11, добиваме 23 и 23 е прост број, значи се дели со самиот себе, добиваме 1. Значи овој број 2024 може да се запише како производ од 2 по 2 по 2 по 11 по 23.
од самиот овој запис можеме да откриеме дека не може да се запише како полн квадрат. Понатаму продолжуваме со бројот 2025. Исто така го разложуваме на прости множители. Овој број завршува на петка, што значи дека се дели со 5. Кога ќе го поделиме со 5 добиваме 405, пак го делиме со 5 бидејќи завршува на петка, добиваме 81. 81 се дели со 9, добиваме 9, делиме повторно со 9, добиваме 1. Значи овој број 2025 можеме да го запишеме како 5 на втора или 5 по 5, по 9 по 9. Односно овде можеме да видиме дека ако го запишеме како 5 на втора по 9 на втора, то можеме да го запишеме и вака, бидејќи се со степен, односно 9 по 5 е 45 на втори степен. Значи 2025, јас во продолжение ќе запишам, е полн квадрат. Сега, 2025 е полн квадрат и него да го помножиме со било кој број кој што е полн квадрат, повторно се добива полн квадрат. Меѓутоа 2024 не е полн квадрат и за да го доведеме до полн квадрат мораме да го помножиме барем со двојка, 11 и 23, односно 2 по 11 по 23, ама ако се вратиме пак на овој број и ако тој го помножиме со 2 по 11 по 23, овој веќе нема да се добие како полн квадрат, што значи дека заклучуваме дека не може да, односно не постои број, природен број, кога ќе го помножиме со 2024 и 25 да биде полн квадрат. И од тука добиваме дека не постои таков број. Сега јас ова што го кажав, нели, ние мораме да го запишеме, само да видам овде дали ќе имам простор за да не ми бега. Така. Значи, вака, 2025 е полн квадрат. Пак кога него ќе го помножиме со природен број кој исто така е полн квадрат, ќе добиеме број што е полн квадрат. Но 2024 не е полн квадрат, па затоа кога ќе го помножиме со природен број што е полн квадрат, нема да се добие полн квадрат, што значи дека таков број не постои. Значи не е возможно. Дали е јасно? Јас ќе го намалам, за да можете да си го сликнете. Значи само разложуваме на прости множители, добиваме дека едниот број е полн квадрат, другиот не е полн квадрат, што значи дека со кој и број да го помножиме, без разлика дали е полн или не полн квадрат, меѓутоа во оваа ситуација 2025 го помножиме со 4, со 9 и така натаму, со било кој друг полн квадрат, добиваме дека и производот ќе биде полн квадрат, меѓутоа овде, како што споменавме, ова не е полн квадрат, со кој број што е полн квадрат го помножиме, нема да се добие полн квадрат и заради таа причина не постои ни еден таков број.
Направите си скриншот. Дали сме готови? Бидејќи имаме уште една задача, не е многу кратка. Готови? Меѓутоа имаме таман 10 минути, јас се надевам дека за тие 10 минути ќе ја решиме. Готови сме? Претпоставувам да. Во ред. Ајде вака. Имаме и слика овде. Јас ќе зголемам. Само малку. Вели вака, дадени се 11 камчиња, нумерирани како на цртежот, ова е цртежот, жабата на почетокот се наоѓа на камчето број 5 и скока едно камче па 2 камчиња, едно камче па 2 камчиња во насока на стрелките на часовникот, значи како што е прикажано овде на цртежот со стрелките и така натаму на истиот начин. На кое камче ќе биде жабата после 2025 чекори? Прво, гледаме дека оди на број 5, па скока 1 па 2, па 1 па 2, така наизменично. И ние всушност треба да броиме на тој начин што би приметиле кога ќе почнат да се повторуваат чекорите, односно после колку чекори ќе почне пак да се повторува циклусот. Значи треба да дојде на бројот 5, меѓутоа наредниот чекор да биде 1 па 2 па 1 па 2 и така натаму. Јас прво вака ќе бројам, нели, со кажување, а потоа сето тоа ќе го запишеме. Предпоставувам најдобро е со една табела да направиме, бидејќи во табелата би се по-убаво би се гледале чекорите. Значи имаме 5 па 6 па 8 па 9 па 11 па 1. Па ќе имаме 3 па 4 па 6 па 7 па 9 па 10 па 1 па 2 па 4 па 5, меѓутоа сега го прескокнуваме 6, значи не се повторува, па 6 па 7 па 8, се извинувам, 8 10, 10 11, 11 2, 2 3, 3 5 и овде веќе продолжуваме. Значи треба да изброиме за колку всушност чекори ќе се појави, за колку чекори ќе се појави повтор на истиот циклус. И сега јас овде ќе вклучам табела. Можеме да ја направиме, да речеме, вака ќе ставиме 10 колони, 2 реда, па ќе ја повториме потоа пак табелата. Тука ќе ставиме, пак ствари, 11 ќе ставиме за да насловиме што е чекор. Значи тука ќе ни бидат чекорите, а овде ќе ни бидат камчињата. Па имаме прв чекор, втор чекор, трет, четврт, пет, 6, 7, 8, 9, 10. Бидејќи, како што можевме да приметиме, додека броев јас, не беа само 10, туку беа повеќе од 10 чекори, што значи дека тука ќе вклучам уште една табела, ќе направам јас уште една табела. Ние ќе ја ставам со повеќе колони, ќе ставиме да речеме 15, и пак овде чекор, овде камчиња. Се мисли бројот на камче, значи имаме 11, па имаме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ќе видиме каде ќе застанеме. 20, 21, 22, 23, се извинувам, 24. Сега за сега е доволно. И сега броиме, односно одиме по ред како што ни е прикажано. Значи првото камче ни е 5, односно првиот чекор што го прави, застанува, односно почнувајќи од ова камче со број 5, па потоа имаме наредното камче е број 6,
па наредното е број 8. Сега може да се вклучи некој ученик ако сака да ми помага, за да не ги збркаме броевите. 11, па имаме 12, па поточно 1, еве ќе сгрешев, 1, малку имат на сликата. После еден чекор прави 2, значи доаѓа до 3. Па прави еден чекор, доаѓа до 4. Па прави уште 2 чекори, доаѓа до 6. Па прави уште еден чекор, доаѓа до 7. Продолжуваме кај 11-тиот чекор, значи претходно сме направиле 1. Сега одиме на 9, па пак 1 ќе биде 10. Па овде скока 2 ќе биде 1, па скока 1 ќе биде 2, па 4, па 5, па 7. Наставнички, после 2025 чекори ќе на петката. После 2025 чекори ќе на петката. Ајде сега ќе видиме. Значи 9, 10, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Само да видам каде застанав, да видиме до каде се повторува. Во ред е тоа што го кажувате. Значи 7, па 8, па 10. Значи, третиот чекор дали после... Како? Кај третиот чекор после 6, нели треба да е 7? Ајде да видиме. Така. 5, 6 па 7. 5, 6 па 8. Скока 1 па 2. 1 па 2. 1 па 2. Така. Дали се разбираме? Значи, после 5 оди 6, па оди 8, па 9, па 11, па 1, ајде ќе провериме, па 3, па 4, па 6, до тука ни е точно, па 7, па 9, овде е добро, па 10, па 1, па 2, па 4, па 5, па 7, скока 2, па 8, 10, 11, па 2, па потоа имаме 3, па 5. 11. Добро. Да видиме 2, па 3, па повторно е 5. Па после 5 е 6 и еве овде ќе почнат да се повторуваат циклусите. Ајде тој што се уклучи некој од учениците да ни каже сега како е размислувањето, односно како јас да запишам овде до крајното решение. Ајде се уклучија 20-тројца ученици, нека било кој со моја помош. На секој 15 чекори се враќа на петката. Да, меѓутоа, видете, потоа продолжува 5, 7, 8, а тука е 5, 6, 8. Значи сега тука, ако продолжиме, ќе биде 5, на 23-тиот чекор е 5, па 6, па ќе биде 8, па 9, па 11, па 1 и така натаму и пак ќе го прави истиот циклус. Што значи дека, како рековме, се вклучи некој ученик, ученичка, не ме држите за збор сега да не ми се... Ајде, јас ќе пишувам. Забележуваме дека почнувајќи од 23-тиот чекор, повторно се повторуваат истите чекори. Значи, еден циклус трае 22 чекори. Дали е така? Сега делиме 2025 чекори поделено, дали ќе го погодам, да, поделено со 22 е еднакво на 92 со остаток 1. Односно, делиме бројот на чекори со еден циклус, тоа е 22, што значи дека 92 пати ќе се повтори циклус. Значи, имаме 92 циклуси со остаток
1, па 2025-тиот чекор ќе биде кој? Ајде да видиме кој ќе биде 2025-тиот чекор. Тука ли сме, дечки? Петиот. Ќе биде камчето 5. со Пет. број 5. Така. Бидејќи се вклучи некој ученик, ама еве се изгуби, па пак веројатно истиот ученик, ученичка, пак ќе кажам, не ми замерувајте, јас ги слушам подеднакво сите. Не знам да определам овде преку микрофон. Дали е јасна задачата? Јас ќе ја вратам назад за да ја видите и да си ја сликнете. Да направиме скриншот? Да направите скриншот и овде завршуваме. Јас треба да продолжам веќе со наредното оделение. Седмо тие можеби веќе се вклучени и чекаат. Ќе не почекаат малку за да завршам со вас, па ќе почнем со нив. Наставнички, може ли да се исклучувам? Да, може да се исклучувате, имате убав ден. Убав ден. Исто и на вас. Убав ден. Довидување. Јас Убав ден, Давид. Довидување. Догледање.